Во тек се градежните активности за асфалтирање на сервис на улица 5 во селото Таринци во општината Карбинци. Проектот е делумно кофинансиран од страна на општината, додека остатокот од средствата се обезбедени преку владината поддршка. Станува збор за важен инфраструктурен зафат во селото Таринци, најголемото населено место во општината. Улицата се протега на значителна должина и ширина, со што се добива булеварско решение кое ќе овозможи подобра поврзаност и безбедност за сообраќајот. Според градоначалникот Виктор Пунов, проектот вклучува изградба на тротоари и атмосферска канализација, што ќе овозможи поквалитетна урбана средина за жителите на ова населено место. Во тек се активностите за асфалтирање на сервисна улица 5, тоа е улицата проектот кој што општина Карбинци го аплицираше во рамките на повикот од страна на владата во оној прв дел со вкупна вредност од 12 милиони и 300 илјади денари, во кој што општината овде како финансира некаде 3 милиони и 100 илјади денари, а остатокот, односно поголемиот дел од 9 милиони и 250 илјади денари е обезбеден од страна на владата преку поддршката од унгарскиот кредит. Во оној прв дел се работи за сервис на улица 5, делот од главната улица во неголемото населено место во општина Карбинци, тоа е селото Таринци, каде што е со должина вкупна од 400 метри должни и ширина од 9,5 метри, практично едно булеварско решение во нерубаното населено место, тоа е селото Таринци, со целосна тротоарска површина од двете страни и одводен атмосферска канализација. Проектот е побарање на жителите од селото рече Баунов и затоа се истиот се аплицираше и заедно со владата се реализира. Адекватно на ова, министерот за локална самоуправа Златко Перински истакна дека овие инвестиции за жителите ќе представуваат можност модерно и соодветно да живеат. Навистина еден убав проект кој што побарање на жителите го ставивме во програмата, го аплициравме и заедно со владата го реализираме. Денес се започнува асфалтирањето, во текот на следните денови ќе биде завршен целосно со втор слој асфалт и овој проект ќе го заокружиме навистина како една успешна приказност за ова населено место. Тие се и надеж дека во Македонија повторно ќе може соодветно и модерно да се живее и во таа насока оваа влада предводена од председателот Мицковски и понатака ќе продолжи да финансира проекти кои што се насочени во подобрување на инфраструктурата, заради тоа со кое што ние можеме да придонесеме и стимулираме развој и секако зголемен квалитет на живот на сите граѓани. Инаку општината за вториот повик аплицираше со вкупно 4 проекти, а сумата која што општината ќе ја добие е една од највисоките досега, истата изнесува некаде околу 460.000 евра.